разговараме со членовите од семејството или со пријателите, ние изнесуваме многу повеќе од информации. Ги изнесуваме своите ставови, своите чувства и емоции, нашите болки и радости. Всушност, меѓусебните односи се развиваат кога сме заедно, кога одвојуваме време за нашите најблиски, за пријателите и тогаш го споделуваме она што го носиме длабоко во нас. На тој начин ние се поврзуваме со нив. Такви треба да бидат и молитвите што ги упатуваме на Бога. Молитвата е многу повеќе од барања и молби упатени кон Бога. Молитвата е начин на живот, израз на лична поврзаност со Бога. Молитвата е дел од нашата блиска врска со Бог, кој е наш пријател. Нашите молитви често изгледаат како список од барања. Ние само бараме и бараме и бараме, а Бог сака пред Него да ги изнесеме најдлабоките нишки од нашиот живот како пред свој пријател. Мајка Тереза еднаш кажала: молитвата не е барање, молитвата е ставање на самиот себе во Божи раце, нему на располагање и слушање на неговиот глас во длабочината на своето срце. Со Бога можеме да разговараме како со пријател, водејќи сметка дека одржуваме врска со небесниот татко. Како што не можеме да одредиме образец за разговор со пријателите, така ниту молитвата не можеме да ја сведиме на низа од правила. Преку молитвата лично му го соопштуваме на Бога она што го мислиме и чувствуваме и го слушаме неговиот одговор. Бог сака кога ние се молиме. Мудриот Соломон во неговата книга Мудри изреки 15 глава 8 стих, која се наоѓа во Библијата, запишал: молитвата на праведните му е пријатна. Библијата не уверува дека Бог ги слуша добрите луѓе кога се молат. Очите на Господа се вперени кон праведните и ушите негови кон нивните молитви. Тоа го запишал апостол Петар во своето прво послание во 3 глава 12 стих. Вистинскиот повод за молитва е блискоста со Бога, напишал Освалд Чемберс. Како што поминуваме време со блиските пријатели, отворено зборувајќи за себе, така и нашиот разговор со Бога е време на блискост со оној кој најмногу не сака. На Бога можеме да му кажеме се, ама баш се, со длабока сигурност дека нема да бидеме никогаш повредени, ниту пак изневерени од Него. Библијата не советува: отворете го срцето ваше пред Него. Ова го запишал израелскиот цар Давид во Псалм 62, 8 стих. Давид во своите псалми ни дава пример како се прави тоа. Библијата не советува да се молиме постојано, односно често. Иако можеме да се молиме во кое било време и на кое било место, сепак за редовното молитвено време потребно е да се најде мирно место на кое ќе можеме без вознемирување да разговараме со Бога. Разговорот со Бога е посебно задоволство. Не мора да закажуваме состанок, бидејќи со Него можете да разговарате во секое време. Свесни дека тој е вашиот најдобар пријател, можете да се потпрете на Него. Бог никогаш нема да ви изневери. Поделете ги со Него сите своји радости и сите своји товари. Како што кажува старата изрека, поделениот товар е наполу полесен. Споделената радост е двојно поголема. Апостол Петар ни го дава следниот совет: сите ваши грижи префрлете ги врз Него, зашто тој се грижи за вас. Во Прво Петрово послание, 5 глава, 7 стих. Со нашиот Бог можеме да разговараме како со пријател. Зато практикувајте го она што го запишал Џон Бањан. Кога се молите, подобро е срцето да ви биде без зборови, отколку зборовите да не ви бидат од срце. Така нека биде и вашата реалност.